Македонија да се оценува според достигнувањата, не врз основа на билатералните прашања, порача премиерот Христијан Мицкоски од самитот ЕУ Западен Балкан. Државата го испорачува она што го бара Брисел. Се работи на реформите, но пред се тоа се прави заради македонските граѓани, а не поради самиот процес, истакна премиерот во пресрет на состанокот на шефовите на држави и влади од регионот и челниците на Европската Унија. Како држава и како влада се обврзуваме да го испорачаме сето она кое што е потребно во овој процес, не поради самиот процес, туку пред се поради македонските граѓани, бидејќи тие тоа го заслужуваат. Така работиме до сега, така ќе продолжиме и понатаму и очекуваме дека билатералните прашања нема да бидат наша пречка, туку напротив, очекуваме од нашите соседи поддршка во ова наша амбиција да бидеме дел од Европската Унија и она кое што е најважно да бидеме оценувани според постигнувањето, а не според билатералните прашања. Главни теми на самитот се стратешкото партнерство меѓу ЕУ и Западниот Балкан, како и постепената интеграција во Унијата и планот за раст на регионот. За прв пат по 14 години Србија донесе одлука да не учествува на самитот. Претседателот Александар Вучич го образложи ваквиот потек како начин да ја заштити владата од евентуален притисок и да не биде обвинат никој друг. Искрено сум благодарен за почита што Урсула фон дер Лајен и Антонио Кошта ја покажаа кон Србија. Исто така сум благодарен и на претседателот Макрон, со кого разговарав синоќа. Сметам дека се што правам, го правам за граѓаните на Србија, без оглед на фактот што знам дека оваа одлука ќе предизвика критики и во Брисел и од оние кои секогаш критикуваат. Одлуката за неучество на Србија на самитот ЕУ Западен Балкан следи откако земјите членки на Европската Унија го потврдија ставот дека за отварање на кластерот 3 од преговорите за членство, Белград треба да постигне понатамошен напредок во областа на владење на правото и во нормализацијата на односите со Приштина.